Амбасадорот на Република Словенија во Македонија Бранко Раковец денеска беше во посета на Прилеп. На средбата со градоначалникот Маријан Ристевски, амбасадорот Раковец беше запознат со потенцијалите со кои располага градот и можностите за инвестирање, особено во економските зони. Целта на посетата, како што изјави по средбата словенечкиот амбасадор, е продлабочувањето на успешната соработка со Прилеп и унапредување на соработката меѓу двете земји. Со денешна посета сакаме да продолжиме одлична соработка со општината Прилеп. Ние имаме намера денеска да посетиме неколку предпријатија во општината, како што се Витаминка, Тутунски комбинат, Мермерен комбинат, Микросан и други. Имаме намера да идентифицираме можностите за продлабочување на економската соработка меѓу двете пријателјски земји Словенија и Македонија. Со господинот градоначелник ние исто така разговаравме за можноста за соработка меѓу побратини општини Копер и Прилеп и за можностите за соработка на поле на развојна соработка. Со Словенија не поврзуваат многу заеднички нешта. Збратимениот град Копер е со најмногу европски проекти, а Прилеп е град кој користи најмногу европски пари, изјави градоначалникот Ристевски. Денес во официјална посета на нашиот град е амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија, господинот Раковец, да му честитаме за неговата функција и прв пат е во официјална посета на нашиот град. Секогаш е задоволство кога гости имаме од Словенија, бидејќи многу заеднички нешта не врзуваат. Не врзува и едно заедничко живење во минатото, не врзува и економијата, и културата, и се она што значи една подобра иднина за двете држави. Во тој контекст разговаравме да ги продлабочиме односите на градот Прилеп со градот Копер. И Прилеп и Копер се два градови кои важат за пример за развој на градови и општини во Република Македонија и Република Словенија. Копер е град кој има најмногу европски проекти на ниво на Словенија, а Прилеп е град кој користи најмногу европски пари и европски фондови на ниво на Република Македонија. Идната соработка би била помеѓу двете општини во контекст на програмата Збратимени градови, кои можеме да влечеме повеќе пари во однос на енергетска ефикасност и други проекти, токму од ИПА фондовите и другите фондови достапни од Европската Унија. Се надевам дека за брзо време, со помош на амбасадорот и со помош на амбасадата на Република Словенија, за брзо време ќе ни биде драгостин и господинот Попович, кој што исто така и тој долги години градоначалник на Копер. Исто така разговаравме и за можностите за инвестирање во градот, за индустријските зони, за постоечките фирми кои денес ќе ги посетиме, кои се гиганти на ниво на Република Македонија, наши фирми, кои имаат и добра и традиционална соработка со Словенија, а исто така и за идни словенски инвестиции кои би дошле во Република Македонија и општина Прилеп, посебно за реактивирање на инвестицијата на туш која што е на влезот или излезот од градот за Битола. Прилеп не е непознат за Словенија и во областа на културата. Прилепскиот театар беше успешен репрезент на македонската култура во Словенија, каде пред неколку години представата Кавказскиот круг со креда беше наградена и прогласена за најуспешна на престижниот фестивал Експонто во Љубљана.